Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, најпрв им сакам на сите припадници на единицата за брзо распоредување да им го честитам денот на единицата, 22 години постоење, јакнење, напредување, се во интерес на државата и на граѓаните. Денеска низ многу активности овде во Куманово ја одбележуваме годишнината од формирањето на оваа елитна специјална единица на Министерството за внатрешни работи. Во Куманово затоа што оваа прослава ја посветивме на 8 на полициски службеници кои што ги дадоа своите животи во настаните 2015 година кога беше извршен терористичкиот акт во Диво населје. Овде во градскиот парк се дружиме со граѓаните, со најмладите, изложена е опремата, можат да ги видат сите активности на специјалните единици, да се запознаат со вештините, но најмногу со посветеноста на секој еден припадник на оваа единица за брзо распоредување. Исто така, денеска во рамките на прославата на Денот на единицата имавме настан на кој што испунивме една света обврска, а тоа е откривање на спомен обележје во чест на 8 загинати припадници на САЕ Тигар и на единицата за брзо распоредување. Со тоа го исполнивме нашиот долг, меѓутоа и праќаме порака дека сите оние кои што се вградуваат и се вградиле во темелите на македонската државност треба да бидат почитувани од секој еден во државата и тоа да биде нивен аманет како треба да ја чуваме Македонија. Единицата за брзо распоредување реков дека една од најелитните специјални единици во состав на Министерството за внатрешни работи, формирана во 2001 година, единица која што секогаш е на браникот на безбедноста, на браникот на државата, во заштита на интересите на граѓаните и практично целиот свој живот секој еден припадник на оваа единица го посветува на мирот, на стабилноста и на безбедноста. Оваа прилика сакам на сите припадници да им посакам многу здравје, лична и семејна среќа, многу успеси во работите и секако да продолжат и понатаму да бидат чувари, столбови на безбедноста, на мирот, на стабилноста и да заеднички допринесуваме не само за националната безбедност, туку и за глобалната безбедност. Благодарам.